Републичкиот совет за безбедност на патиштата во сообраќајот овој пат со нова кампања, особено за оние кои што возат мотори, електрични тротинети и велосипедистите. Дијана Андоновиќ, добро утро до вас. Често пати се гледаме низ скопските улици да испраќаме апели до граѓаните, до сите нас, бидејќи сите ние сме пешаци или возачи во сообраќајот, без разлика за какво превозно средство станува збор. Овој пат кампањата е наменета, кажавме, за оние кои што возат помали возила или велосипедите, електричните тротинети и моторите, да внимаваат. Добро утро. Па, бидејќи сме секој ден во сообраќај и секој ден сме изложени на некакви ризици и на некакви закани за евентуални инциденти, затоа сме секој ден во медиуми. Имаме пролетно-летна кампања од аспект на тоа дека се подобри времето, се извадија моторите, се извадија велосипедите, иако тие цела година, нели, има одреден број луѓе кои ги користат и ги возат. Електричните тротинети се зголеми фреквенцијата на сообраќај, бидејќи е убаво време, има и повеќе пешаци. Ние секоја година во ова време апелираме, мада низ цела година апелираме, но сега еве како дел од кампања до сите овие групи што ги рековте, тоа се велосипедисти, мотоциклисти и тротинетџи, не знам како би ги нарекле, поинаку да ги подсетиме дека и тие подлегнуваат под законската обврска, правила, прописи, почитување сообраќајна сигнализација, дека и тие имаат одговорност во сообраќај, дека не се привилегирана група во однос на овие возила, автобуси, ова што го гледаме за нас, туку и тие имаат обврска и одговорност како да се однесуваат во сообраќајот. Мотоциклистите знаат до колку кубика кој смее да ги вози, каде смеат да се возат, ти имаат задолжително заштитна опрема, апелираме до нив да ја користат, не дали ќе ги види некој полицаец да ги казни или не, туку да носат заштитна кацига, да носат рефлектирачки елект, да ги проверат моторите лево, десно, да даваат знак, да се однесуваат во склад со правилата и прописите, но и да подигнат својата јавна свест. Во однос на велосипедистите, уште повеќе треба да се апелира дека тие не може да бидат едношка возачи, едношка пешаци, туку ако се на велосипед ќе се однесуваат како велосипеди, велосипедисти ќе возат таму каде што можат, ќе даваат предност на пешаците и тие треба да имаат заштитна облека, заштитна кацига, се разбира не е обврзувачки, но се препорачува рефлектирачки елек и да им работат оние светла напред и назад. Во однос на тротинетите можеби и најпроблематично, еве додека зборувавме, сега видовме два тротинета во спротивна насока. Тие треба да разберат дека го загрозуваат првен својот живот, а потоа и животот на останатите учесници во сообраќај со нивното такво однесување, те возам ваму, те возам таму, со таква брзина. Значи, треба да возат по склад на правилата и прописите, не смеат да се возат двајца на тротинет, не смеат да шетат животни. Дејан, каде треба да возат? Тоа се тие работи, каде треба да возат? Да. Па или лента. Па се знае на велосипедска патека и се знае дека ако возат на велосипедска патека до 25 км на час, ако евентуално возат кај што има пешаци најмногу 6 км на час. Но тоа е законот. Збориме за сообраќајна култура. Зошто да возите меѓу пешаци? Зошто да одите цик-цак? Можеби нема да ве казни никој, да бидете културни. Симнете се од велосипедот или од електричниот тротинет, избуткајте го, па потоа одете. Значи, понекогаш законот не може се да опфати. Треба малце да имаме јавна свест, да имаме сообраќајна култура, малце етика да имаме. Сметате ли, Дејан, дека можеби поради намаленото присуство на полицијата и неказнувањето на овие три категории на возачи, затоа што нели ги опаќаме сега сепак велосипедистите, на секаде гледаме тротинети, ниту еден не вози правилно, морам да признам, ниту пременуваат пешачки премин правилно, ниту се симнуваат, туку продолжуваат да возат нели како што е правилно или културно, како што кажете. Симни се, помени безбедно, па продолжи да возиш. Некако се измешаа работите. Нема казни за велосипедистите. Велосипедисти возат по тротоар каде што би требало пешаци да возат. Тротинетите затоа и ве прашав каде треба да, како да не знаат каде треба да возат. Дали можеби полицијата тука во намален број не реагира доволно, доколку почнат со казни, без ургенција, можеби би се зголемила и културата и вниманието. Први не можам да коментирам за полиција, бидејќи не сум компетентен да кажам колку има или колку нема, но можам да кажам нешто друго. Присуството на полицијата е битно,
Но сега таа комбинација само на репресивни мерки се однесува на брзина, на возење под дејство на алкохол, на непочитување на правила и прописи од аспект на црвено и сето тоа. Но се друго како санкција може да се добие како опомена. Ние не зборуваме некој да ве казнува, како мали деца. Туку вие самите треба да знаете како и што треба. Полицијата се работи својата работа. Стои по проценка, стои кај што треба, стои колку мисли дека треба и не е важно дали мене некој ќе ме казни ако ја поминам сега тука, а нема пешачки премине, никој нема да види, ќе поминам. Но може да те удри некој. Колкав ризик правам јас за себе, за овие луѓе што возат тука и што ќе се случи доколку се случи. Ајде уште нешто вака, пошто сме новинари, па да кажеме. Колку ќе се чуе одиум во јавноста, ако не во јавноста, вас ќе ви кажат, леле, замислете, мене ме казнија, преминав улица, зборувам за пешак или со тротинет. Леле, место да казнуваат други, мене ќе ме казнат. Тоа е нашиот народ. Затоа велам, мораме да имаме поголема сообраќајна култура. Значи и ти со тротинет и овој со камион имате исто одговорност и исто подлегнувате на санкции. Но кај нас, за жал, се уште постои фамата дека пешакот може сегде да помине, е неказнив, дека тој со велосипед има право сегде да оди, бидејќи еколог, тие се особена една или друга групација на Затоа велам како селекција да се луѓето прави. кои се со мотори, зборувам мотоклубовите кои ги имаме, тие имаат, мислам и Советот соработува со тие, тоа се клубови кои се обидуваат да постават некакви стандарди во нивното управување со мотори, етика, морал и сето тоа, но овие што не се во клубови и тие одат во контраправец, колку сме сведоци без кациги да возат. Затоа велам, ние од Советот апелираме до сите малце да се разбудат, да подигнат свеста, сообраќајната култура, да бидат малце покултурни. Значи, не мора сегде полиција да има и да ве казнува и вие да избегнувате некакви како да сме во окупација, па сега не виде патролата, ние поминавме пијани. Се работи за тоа што и да не те видат, ако не си под контрола можеш да излеташ од пат, како пример. Или пешачките премини, што ако имате предност? Може би тој не може да запре. Оставете го, нека помине. Јас зборев пред некој ден околу таа култура. Ако е пуштен семафорот на Партизански, само сте вие на пешачки и идат 30 коли. Дали ќе ја преминете улицата? Да, де факто вие имате право, бидејќи сте предност. Дали е коректно да преминувате вие 30 коли да ве чекат? Оставете ги, нека поминат, ќе се запали црвено, ќе запрат доле колите, па тогаш вие поминете. Затоа велам, тоа е таа сообраќајна култура. Дејан, благодарам. Благодарам и на вас.